Најпрво сакам да ви се заблагодарам што сте присутни денес во на вистина голем број. Сакам да се заблагодарам на моите денешни домаќини, на Дарко, Филип и на Мартина, кои што се основачи и собственици на компанијата Data Masters. Јас Дарко го познавам, не кажуваме колку години, ама сигурно е повеќе од 2 децении. Се работи за еден извонреден експерт и практичар во областа на управувањето со податоци. Филип е, јас би кажал, еден од нашите најдобри амбасадори во светот. Покрај тоа што има компанија тука во Македонија, тој е и исклучително признат во Европската унија. Исто така и Мартина. Имаат формирана компанија Data Masters, која што работи на вештачка интелигенција, на управување со податоци, data warehouse системи и data mining системи. Значи, ако треба да најдеме 4-5 области кои што се дел од четвртата индустријска револуција, тоа се тие области, и тие области се работат точно во оваа компанија. Компанијата е формирана пред 5 години. Ние сме имале разговори пред 2 пати по 5 години, пред 10 години со Дарко каде е иднината. Иднината тој знаеше дека е токму во овие области. Компанијата за 5 години прерасна од 0 вработени во 50 вработени. Она што мене ме радува, меѓутоа и што потврдува дека доколку се инвестира во вистински индустрии, тогаш наши млади стручни се враќаат во Македонија. И ако се качите овде во нивните преубави простории, ќе видите наши вработени инженери кои што работеле во Грција, кои што работеле во Португал, кои што работеле во Виена и кои што се уште работат во Виена, во Германија, и кои што работат на проектите кои што ги има оваа компанија. Компанијата, како што разговаравме, има 60 клиенти, 50 вработени, бројот на вработени се зголемува, и бидејќи овие денови јавната дискусија се води се околу големи во наводници, тие се големи, работат за клиенти од Абу Даби до Лисабон, Соединетите Американски држави, останува Африка за освојување, и верувам дека и тоа ќе се случи. Така да, ако нешто е големо во Македонија во моментов, тогаш вакви компании се големи. И потврдуваат дека Северна Македонија е конкурентна на светскиот пазар. Тие користеа и државна помош. Разговаравме и дека законот на вистина е добар, кој што владата го има донесено за поддршка на инвестициите. Веќе имаат искористено финансирање според овој закон, со кој што го унапредуваат своето работење, го зголемуваат бројот на вработените и ја засврстуваат својата пазарна позиција. Она што ме радува е што голем број компании препознаваат што тие работат и какви бенефиции може да донесе и користи за нивните клиенти, и се повеќе македонски компании се вклучуваат во користењето на услугите кои што ги прават. Она што многу ме радува е тоа што тие се многу скромни и нема да кажат, меѓутоа ако го видите здравствениот систем на еден од најдобрите во светот, во менеджирањето со здравствените системи, а тоа е на еден од Обединетите Арапски Емирати, на Абу Даби, тогаш целиот систем е направен тука во оваа зграда. И за тоа морам да им честитам и на собствениците и на нивните вработени. Сакам да им се заблагодарам уште еднаш за гостопримството. Ние како влада продолжуваме да поддржуваме домашни компании. Оваа година имаме рекорден број на апликации за поддршка на инвестициите, 467 апликации. Минатата година мислевме дека е рекордна, меѓутоа оваа ја надмина за 2/3 бројката на компании кои што аплицираат. Веќе се потпишани 269 договори со компании за инвестирање, зголемување на нивните производствени капацитети, нивните услужни капацитети. Најголемиот број од компаниите се токму од областите во кои што работи Data Masters, и сметам дека владата мора и треба и е партнер токму на вакви инвестиции и на развој на вакви компании, кои што потврдуваат дека ние имаме наши млади граѓани кои што можат да се носат он пар со сите компании во Европска унија и во Соединетите Американски држави. Благодарам уште еднаш на гостопримството.